почитувани граѓани, Законот за заштита на деца, односно Законот за негова измена, претрпи 15 или 16 интервенции во амандманска расправа, меѓутоа во суштина во вториот обид не успеавме да ги коригираме неговите суштински и систематски грешки. И дозволете ми да зборувам само за две точки, поради кои мислам дека Законот за заштита на деца нема да даде подобрување на состојбите во оваа важна област. Една од главните теми за која дебатиравме на Комисијата за труд и социјална политика се однесува на можноста да се зголеми посебниот додаток за 50% на децата, односно на родителите кои што имаат деца со специфични потреби. Без разлика дали се тоа пречки во телесниот или ментален развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот. Она што го баравме во текот на амандманската расправа беше да не се прави разлика помеѓу деца кои што го имаат овој проблем и имаат два родители и децата кои што се со истиот проблем, меѓутоа ги чува самохран родител. Сметаме дека одредбата која што ја вметна владата, а тоа е да има зголемување на посебниот додаток, ама само за децата со самоохрани родители, сметаме дека не е добро решение и сега ќе ми дозволите со неколку аргументи да ви кажам зошто е тоа така. Имено според анализите на Министерството, такви деца, значи деца кои што ќе можат да го искористат ова зголемување на посебниот додаток, се негдека помеѓу 200 и 300. Немаше податок за Скопје. Може би еве заменик министерот ќе има податоци сега за тоа за колкав број на деца се работи. А ако ја погледнете статистиката и бројките кои што ги соопштува Државниот завод за статистика, ќе видите дека во Македонија овие деца со вакви посебни потреби минатата година на крајот на 2012 биле 5161. Што значи носиме закон кој во принцип ќе биде некаква шанса плюс за помалку од 5% од децата со посебни потреби. И при тоа некоректни сме заради тоа што може да се случи да дадеме повеќе пари, државата да даде повеќе пари на децата кои што се во можеби и подобра финансиска положба. Сега ќе ви кажам пример. Согласно членот 3, значи можно е дете кое што остварило право на семејна пензија, а при тоа родителот единствен самохран родител има работа, да може да користи 50% поголем посебен додаток. А дете кое што има двајца родители и ниту еден не работи, кој може би живее од социјална помош, целото семејство, според овој закон ние велиме ќе има поголем посебен додаток. Сметаме дека е тоа неправедно, некоректно и дека нема никаква ни финансиска, ни политичка, па ни морална логика. Значи, дете со посебни потреби, кој нема никаков приход во семејството, ние му велиме за тебе нема посебен додаток зголемување. А во друг случај, каде што може да има во семејството и семејна пензија и една плата, велиме има право на посебен додаток. Значи, неправедно е, навистина е неправедно. Јас сум убедена дека ако биле консултирани вистинските социјални работници, кои што знаат дека најголем број случаи на деца со пречки во развојот ни се случуваат токму во семејства кои што се социјално поранливи, ќе ви кажат дека ова не е добро решение. Ние зборуваме за отприлике 300 деца кои што ќе добијат шанса плюс, а при тоа имате на пример 446 деца со тешки пречки во менталниот развој, тие нема да добијат ништо. Имаме со најтешка телесна инвалидност 315, може би нема да добијат ништо. Имаме 109 лица со пречки во вербалната комуникација, ништо. Ќе го деформираме системот и знаете што, ќе се случи родители да се разведуваат формално само за да искористат оваа можност. Варијантата со самохрани родители видовме дека често пати се злоупотребува. Па имавме случај каде што жена која што се декларираше за самохран родител беше избрана за вработување, привилегирано вработување во македонски шуми,
А после тоа сликана беше со сопругот како слават. Сопругот собственик на приватна фирма која функционира. И сега истото го продуцираме како системско решение, на луѓето им велиме снајди се. Двајца родители сте, немате плата, немате социјална можеби помош или е минимална. Ако бидете разведени, барем на хартија, вашето дете ќе има право, вие како негов родител ќе имате право да добие 50% поголем посебен додаток. Лошо решение кој ќе има лоши последици и поголема неправедност. И заради тоа ова е во принцип хендикепиран член од законот. Заради тоа што прави неправда помеѓу децата со пречки во развојот. И можеби на луѓето на кои повеќе им треба помош финансиска од државата да останат без неа, а оние кои можеби не им е тоа толку голем проблем да добијат. Сметаме дека решението требаше да важи за сите родители кои што имаат деца со пречки во развојот. И вториот сериозен проблем во овој закон е во членот 11. Со членот 11 од овој закон, ова собрание го руши концептот на децентрализација и ингеренциите кои што согласно Уставот и согласно законите преминаа на ниво на локална самоуправа, сега повторно си ги централизира и зема во свој раце министерот за труд и социјална политика. Ќе ви го прочитам членот. Во јавните детски градинки, со цел за унапредување на развојот на личноста на детето, талентот, физичките, креативните и другите способности, задолжително се реализираат програмските активности од сите области, согласно програмите од став 12 на овој член. Програмите ги донесува министерот. Ова значи дека децентрализацијата, за која многумина од овде зборуваат често, паѓа во вода. Децентрализацијата во делот на јавните градинки ќе се сведе на тоа дека градоначалниците само ќе го изберат директорот. Советите ќе изберат некој од органите за управување и толку. Програмите по кои ќе се работи ќе се одлучуваат на централно ниво и тоа од страна на министерот, пазете. Не е дури ни Бирото за развој на образованието, тој може ќе ги консултира, ама на крај со подпис на министерот. Сега ќе ви објаснам, колеги кои што не сте членови на Комисијата за труд и социјална политика, од каде доаѓа овој член. Овој член доаѓа од фактот дека сегашниот и претходниот министер за труд и социјална политика до денешен ден решаваа да го кршат Законот за заштита на деца и интервенираа во програмите на работа на градинките. Зошто? За да ги политизираме и децата на 4 или 5 годишна возраст, на кои им беше наложено да го проучуваат својот град Скопје, ама само низ призмата на проектот Скопје 2014. И стварно не ми е јасно докаде ќе одиме со оваа политичка злоупотреба на деца кои мораа да станат дел од Скопје 2014. Замислете во дописот кој министрите незаконски го пратиле во сите градинки во Скопје. Интересно би ми било да видам дали во сите баш општини го пратиле, ама во центар, каде што ВМРО ДПМН изгуби, го пратија. И им наложија на директорките или директорите на сите градинки дека мора да го реализираат проектот Скопје низ детските очи. Звучи многу убаво, звучи таман наменето за деца. Ама кога ќе видите што е Скопје низ детските очи според дефиницијата на министерот, ќе видите дека 3 музеи постојат во Скопје. Едниот е музеот на ВМРО, другиот е музеот на Мајка Тереза и третиот е новиот театар. Новостариот театар. Толку. Историјата на Скопје. Местата во Скопје се сведоа само на 3 проекти од Скопје 2014. Затоа треба децата да цртаат и затоа треба децата да учат. И бидејќи некој му соопшти на министерот од општина Центар дека е незаконски упадот кој што го прави во ингеренциите уставни и законски на локалната самоуправа, тој мораше да предложи измена на законот. Ве уверувам, господа и господи пратеници, дека со овој закон се кршат одредбите на законот за локална самоуправа. Каде што кажавме дека и овој дел од детската заштита потпаѓа под ингеренции на општините. Денеска може би ви се свиѓа овој министер и мислите дека ќе даде добри програми. Меѓутоа утре кога во вашата општина може би ќе се спроведуваат некои други политички проекти, немојте да се чудите. Вие сте гласале за тоа. Значи, лошо е кога собранието си ги руши концептите и законите за кои претходно гласал.
И лошо е кога на ваков начин, на мала врата, се крши уставен концепт на децентрализација. Можда денеска ве нервира што општина Центар не е под ваша контрола, меѓутоа утре некој друг министер може да го злоупотреби на најразличен можен начин. Срамота беше што децата се исполитизираа и злоупотребија уште еднаш за овој проект. Меѓутоа срамота е ако вие тоа го легализирате со денешниот закон.